ученици, добре дојдовте во видеото на училница. Предметот е македонски јазик за учениците од второ оделение. Наставна единица, басна во бунарот, втор час. Што ќе научиш на овој час? На овој час ќе се оспособиш усно и писмено да се изразуваш, при што ќе внимаваш на редоследот на настани. Басната во бунарот може да ја прочитате на овој слайд и да си го стопирате видеото, но може и да ја најдете во вашата читанка на страна 135. Да ги разгледаме сликите. Ова се слики кои покажуваат настани од басната во бунарот. Дали се со правилен редослед кој одговара на настаните во басната? Забележувате дека не се. Ајде да ги подредиме. Сега се подредени по правилен редослед. Редоследот на настани е битен во прераскажувањето и затоа ќе треба да се запази. Редоследот на настани кој го запишавме на претходниот час, па да се потсетиме на него. На почетокот рековме дека лисицата се спуштила во бунарот, потоа лисицата ја измамила хиената, а што се случило на крајот? На крајот лисицата излегла од бунарот, а хиената се нашла во бунарот. Кога би го следела овој редослед на настани, ние ќе можеме да ја прераскажеме басната. Па така да за првиот дел би одговарала оваа сликичка во која што треба да напоменеме дека лисицата дошла до бунарот со 2 кофи, била жедна, седнала во кофата, се спуштила во бунарот и забележала дека не ќе може да излезе од бунарот. Што се однесува до вториот дел, за кој што одговара оваа фотографија, ќе кажеме дека поминала покрај бунарот хиената, лисицата успеала да ја излаже дека во бунарот има парче кашкавал и за неа. Хиената дека седнала во едната кофа и се спуштила и таа во бунарот. Што ќе кажеме за третиот дел, односно за третата фотографија, јасно се гледа дека хиената се спуштила во бунарот, а со другата кофа лисицата се искачила нагоре. Бидејќи ние обработувавме басна, која што е краток текст со поучна содржина, од тука секој би извлекол и своја поука, па еве и мојата, дека не треба на секого и во се да му веруваме. Обидете се и вие да извлечете поука од оваа басна. Започнуваме со твоето прераскажување на оваа басна. Делот од видеото со анимации што следи, можеш да го враќаш и по неколку пати, додека не научиш убаво да прераскажуваш. Исто уште една напомена, внимавај да употребуваш кратки, јасни и целосни реченици. Започнете со вашето усно прераскажување. Се надевам дека ти беше лесно и интересно. Затоа за домашна задача, прераскажи ја басната во твојата тетрадка. Успешна работа!